Пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра на Македонија имаат намера да гласаат позитивно за трите закони по скратена постапка кои што се поднесени од Социјалдемократскиот сојуз, но бараме начин, политички начин, како да извршиме притисок врз Социјалдемократскиот сојуз, тие да гласаат за трите закони кои што ВМРО-ДПМН и Коалицијата ги поднесе, а кои што се однесуваат на законот за обезбедување на 5% покачување на плата на војската, полицијата, вработените во јавните предпријатија, јавните служби, државната администрација, фондовите, агенциите, локалната самоуправа, шумските предпријатија, железницата и така натака. Вториот закон беше за обезбедување на вредносни ваучери за набавка на компјутери и компјутерска опрема за студентите, и третиот закон во онаа форма во која што ние го поднесовме, закон за извршување со кој што драстично ќе се намалат трошоците и каматите во постапките за извршување пред извршителите и нотарите во Република Македонија, и тие никогаш да не смеат да бидат повисоки од вредноста на основниот долг. Она што досега го видовме е дека СДСМ гласаше против законот за обезбедување ваучери за студентите, за компјутери и компјутерска опрема, и предложи околу 7 амандмани, кои што почна и да ги освојува на Комисија за политички систем, каде имаат мнозинство, со кои што законот за извршување го искасапи и го направи безпредметен, односно доколку законот биде донесен во таква форма, нема да има апсолутно никаков ефект и нема да му помогне на ниту еден единствен граѓанин со ниту еден единствен денар намалување на трошоците кои што ги има во постапката пред извршителите. Во неформална комуникација ни беше кажано дека имаат намери да гласаат против законот за покачување на платите, така да во Собранието на Република Македонија имаме јасно позиционирање на тоа кој е конструктивен спрема граѓаните, а кој е деконструктивен спрема граѓаните. ВМРО-ДПМН, повторувам, ќе ги гласа трите закони кои што ги предложи СДСМ, но СДСМ одбива да ги гласа законите кои што ВМРО-ДПМН ги предложи. Ако и едните закони обезбедуваат подобри услови за граѓаните, како и вторите закони, тогаш сите закони без разлика кој е предлагач треба да бидат усвоени. Е првата работа. Втората работа на денешната пресконференција која што сакам да кажам дека грубо беше оневозможено гласање на Комисијата за европски прашања по однос на законот за употреба на јазиците. Од наша страна беше побарано поединечно гласање, што ни следува и по деловник и по пракса во Собранието на Република Македонија. Впрочем, пред само 3 дена при утврдување на дневниот ред на истата таа комисија, истиот председател, господинот Груби, дозволи поединечно гласање за законот за дневниот ред за поставување на законот за употреба на јазиците. Денеска не дозволи за законот на комисија да се гласа со поединечно гласање и ни беше оневозможено да го соопштиме и да го искажеме со гласање нашиот став. Нашиот став останува ист, дека законот за употреба на јазиците е надвор од Уставот на Република Македонија, не е во рамки на Охридскиот рамковен договор и е дискриминирачки спрема македонскиот јазик, но и спрема јазиците на турската, бошњачката, српската, ромската и влашката заедница во Република Македонија.